Сите што сакаат аутрич почнуваат со спамирање и не знам зошто така се доживува, али го кажувавме сега скоро примерот со кога одиш во кафичи, кога ќе видиш женска и ти не одиш на женската и одма клекнуваш на колено и дали ќе се омажиш за мене и добро, можеби ќе ти упале, дисклеймер. Ама relationship building, одиш, шопиш, пијачка, ќе прашаш за времето, ќе прашаш нешто conversation starter. Добро утро, добар ден или добро вечер, во зависно од тоа како не слушате. Вие сте дел од 97-то издание на Comcast, односно 97-та епизода на Comcast, подкастот за медиуми и маркетинг. Денеска разговараме со гостин, денеска имаме специјален гостин, кој што ќе се обидеме да кружиме во муабетите околу B2B, односно бизнес to бизнес, во дигитал, во LinkedIn и така натаму. Ви благодарам на сите што одлично реагиравте на последниот подкаст, односно на претходната епизода, затоа што дискутиравме за, односно јас се обидов малце попрактично да споделам искуство за снимање на подкасти и како и претходната епизода, поспоро иде бројот на прегледи, меѓутоа многу побрзо иде бројот на реакции, што за мене е супер индикатор. Но оваа епизода се враќаме повторно со гостин во студио, како што и претходно најавив, а гостин ни е Данчо од BizB, да, бе. Бизнес пчелка. Бизнес пчелка. Данчо, ајде да не ти поставам јас толку многу конкретни прашања. Прво, добре дојде, нели? Кажи ни накратко за тебе и за BizB. Здраво. Фала многу, Дарко, што ме покани на Comcast. Има долга верзија и кратка верзија за приказката. За долгата верзија, без пиво не ни почнувам, додека скратената верзија е како економист, значи по бекграунд, од секогаш сум бил фасциниран во B2B светот, значи уште од 2008 година кога ја отворив првата маркетинг агенција и тоа Advert SMS, кога работевме со SMS-и, потоа поработив 3-4 години во software development компанија, каде што бев проектен менеджер, па се до пред 5 години кога го отворив BizB Solution како бизнес консалтинг компанија. Значи, лично ако можам да кажам, повеќе сум менеджмент консултант прво, а на второ ниво ми доаѓа ова маркетинг и продажба светот и мислам дека тоа ми дава уникатен наглас, зашто кога го гледам маркетинг и продажба, баш е систем на процеси и системи, отколку пробај ова, види како ќе функционира, туку повеќе од менеджмент гледна точка го гледаме. И сега за BizB, ако сакаш накратко да ти кажам, е консалтинг компанија. Почнавме да работиме со предприемачи од истражување на пазари, бизнес планови, значи баш консалтинг делот и видовме дека многу повеќе ни оди во маркетинг и продажба и така се преориентиравме и сега веќе ова лето, за време на короната, уствари прераснавме во специјализирана маркетинг агенција за B2B. Значи сега малце мешаме ние што е маркетинг, што е продажба и каде е транзицијата, али како аутрич и проспектинг компанија, значи веќе успешно работиме 5 години на пазарот и па мислам дека веќе и до 400 клиенти имаме дојдено до сега. Работите повеќе за надвор, многу помалку за тука, веќе сте некаков тим од 20 на луѓе кои што веројатно се едуцираат преку работата или имате потреба да најдете готови склопени кадри. Како ви е тој пристап, како се соочувате со тој предизвик? Нажалост нема готови кадри, зашто ова што го работиме не е баш толку застапено ни во академиите, ни во Brainster, ни никаде, зашто ние правиме аутрич и сега да, имейл аутрич е тема на спаминг што можеме да дискутираме цел свет. Ама ако зборуваме за LinkedIn аутрич, каде што не можеш да правиш формално писмо со вовед, со главен дел, каде што цела конверзација повише чат-чати, значи повише конверзационо, мораме сами да ги едуцираме луѓето. Значи бараме луѓе кои што знаат англиски, кои што знаат да размислуваат и кои што немаат sales mindset, зашто некако по навика ни оде на било која платформа, кога се уклучува дигитален свет, спамира ги сите, прати милион имейлови или LinkedIn пораки со конверзија од 0,0001, добиваш резултати, додека тоа е 20 век, значи више одамна не функционира.
Ти го фатив баш овој муабет на последниот влог, односно подкаст ти што го објаваш на вашиот вебсайт, разговорот со дечкото од Шпанија, како се викаше... Джерард Комте, Find That Lead. Find That Lead. И баш ви го фатив моментот, тука што го дискутиравте ова, дека не си селс, дека не напаѓаш од прва, дека тргаш да градиш нели, однос и така натаму. Ке се вратиме на овој муабет секако, овој комкаст, оваа епизода, меѓутоа, ајде да почнеме некако од почеток. Зошто LinkedIn и дали кога се каже бизнес to бизнес, тоа по дефолт, по правило секогаш значи LinkedIn и само LinkedIn, дали тоа се разликува од пазар на пазар, дали ние можеби од Македонија имаме погрешна перцепција малце повеќе за LinkedIn, кај е светот на бизнес to бизнес и LinkedIn? Значи, првин бизнес to бизнес, кои се неговите карактеристики и дали LinkedIn е единственото или најдоброто решение? Јасно. Види, јас кога почнав, мислам, јас кавдаречка и си изборам повише, али кога не судиме ние никога. Да, кавдаречка жичка. Кога почнав како фриленсер. Значи, работев фриленс, People Per Hour, Guru и сите фриленсинг платформи. И во почетокот ние немавме потреба за маркетинг и продажба. Имаш тим, наоѓаш некоја тезга, и продаваш, добиваш работа, екзекуираш. Пред 2-3 години, кога рековме, ајде малце да испаднеме надвор од фриленсинг светот, свативме дека сме 3 години назад со маркетинг. Немавме ништо, имавме една веб страна и тука се дозе потребата дека ние првен за нас мораме да научиме маркетинг и продажба во B2B светот. И како секој лайк човек, одиш на Facebook, ставаш Facebook Ads, сваќаш дека не функционира, одиш на Google Ads, ставаш реклами, не функционира, туку ние не знаевме како да профункционира. Потоа викаш што друго има SEO, content creation, викаш ајде да пишеме блогови, ги напишавме, не дојде никој, бар не на краток рок, сватив дека уствари блогови и content creation бара mid to long term стратегија и бара време за Google да го индексира. И со тоа свативме дека да, чекајќи го телефонот да задзвони, ќе банкротираме. И друга алтернатива беше проактивно да почнеме да бараме клиенти. И сега, тоа е веќе проспектинг делот, затоа викаме обично во маркетинг има inbound, каде што ги привлекуваме да дојдат кој нас, но имаме и outbound процес каде што проактивно се барат. И сега, во outbound најпрактично е cold calling-от, што јас лично не сум зашто никогаш не сакам кога ми звонат непланирано. Имейл ми е во сива зона, зашто во моје кога мене ми одговара, можам да го прочитам мейлот и кога сакам можам да вратам. Пак е cold email. Се дека не е принцот од Африка или Viagra или нешто, тоа више ептеме во спам светот. И третото е више социјалната комуникација. Дали е LinkedIn, дали е Facebook, се што е во месенџер стил. Сега, од B2B светот, од лично искуство, бар во овие 10 години што се развивавме, сватив дека во B2B светот е сосема различен со B2C. Значи, во мојата перцепција е дека доколку имаш физички производ, што е за конзумеризам, едноставно правиш Facebook реклама, ставаш флешови, купете, импулсивно купување од неколку долари, да кажам, и значи пое на импулсивно и на емоции. Во B2B светот е сосема друг свет. Многу повише пари се уигра, значи производи од 5, 10, 50, имавме и 200.000 евра производи што ги нудиме. Воопшто не е decision making од еден човек, секојаш треба да презентира на тим, па има борд, па дока се добие одговор, па дока се врати. Продажниот циклус е секогаш многу подолг, ретко ти може за ден да добиеш во B2B светот да се договориш со некој, значи има процес на nurturing, односно на македонски nurturing, на негување, вау. И со тоа свативме дека во B2B светот ни треба сосема различни процеси отколку стандардното имам нов пејдж, давам iPhone, лайк, шеар и комент и на еден рандом човек ќе му го даде. Многу баво функционира и тоа, ама не во B2B. Значи во B2B дури може да биде контрапродуктивно, зашто ќе речат ова не сериозна компанија. Сега во high ticket сервис провайдерите, баш каде што специализираме ние, во high ticket сервис провайдери ние ги таргетираме сите консултанти, маркетинг и продажни агенции, како и софтверските компании. Дали се SaaS, имаат собствено решение или се software development компанија, меѓутоа во тие компании проектите се секогаш многу скапи. Значи дали е неколку илјади евра, дали се десетици илјади евра и тука се сваќа веќе дека не е најдов потенцијален клиент, му пристапив и добив или не го добив, туку има веќе процес на одгледување, на nurturingот, каде што бара и развивање на однос.
тука ние тоа делче го земавме и го подкопавме на фундаментално ниво, можам да кажам, зашто му влеговме од психологија, му влеговме од тачпоинт и од секвенци и го прилагодивме за LinkedIn платформата. И само баш сакав уште да ти додадам, LinkedIn го земавме зашто е единствена B2B платформа што е ажурирана. Значи на Facebook можеш да таргетираш по различни категории, ама на LinkedIn со Sales Navigator филтрите ти веќе добиваш пристап до база која што се само апдейтира. Работевме многу години градење на бази, ама че скрапниш или че направиш база и имаш локално, можеш да ја користиш, ама за 3 до 6 месеци станува обсолет. Мислам, луѓе менуваат работа, си одат од компанија, а додека на LinkedIn луѓето сами си апдейтуваат. Сум променил работно место, одам на LinkedIn да се пофалам, веќе сум нова компанија. И тоа нас си фатил нов сертификат. Да, нов сертификат, нова позиција, годишнина во компанија, сите тие работи се фалиш на LinkedIn ствари. Што значи ова? Значи дека LinkedIn е само мрежа каде што ќе ги добиете информациите за да ги детектирате потенцијалните лидови и да почнете да работите на нив, или и комуникацијата ја правите таму. Значи во какво сценарио кој дел го користите, зашто ја користите? Двете. Значи ако зборуваме сега за LinkedIn Outreach конкретно, дефинирање на ideal client profile, идеална персона на македонски, LinkedIn има фантастични филтри. Може да таргетираш сметководители во Англија од 50 до 200 вработени, во тие компании може да избереш и кои позиции, дали сакаш CEO, дали сакаш основач, заменик основач, и сето тоа ти е сервирано на тацна само со Sales Navigator. Сега, од таму ние веќе ја продолжуваме и комуникацијата на LinkedIn, каде што му пристапуваме на луѓето, не прифаќаат, почнуваме некаков чит-чат конверзација. При конверзацијата ние ги квалификуваме дали се релевантни за нашиот клиент или не се, и доколку сметаме дека се релевантни, пак не продаваме. Само викаме, имаме нешто за тебе, мораме да му кажеме зашто е и пробуваме да го донесеме на состанок. Како е таа комуникација? Значи, вие и вашите колеги, мислам и твоите колеги, со своите лични профили на LinkedIn, на кои што стои дека сте дел од BizB и така натаму, им пристапувате и им понудите некаква релевантна информација, влегувате во групи, разговарате, за на крај да му кажеш, слушај, имам клиент кој што може ќе те интересира. Значи, тој свич ми е нејасен, пошто нас не се случувало компании многу често да ни побараат да им понудиме некаква стратегија за LinkedIn, и кога ќе им објасниш дека се работи со лични акаунти, дека ти треба да градиш личен акаунт, дека ти асетот главен на LinkedIn ти е личниот акаунт, а не е компанискиот акаунт, нели, сам по себе. И одмаш чекај ручна се, чекај, ние немаме лични акаунти, ние не сме спремни да ги даеме акаунтите, нели, на нашите вработени така натаму. А ние како агенција во многу ситуации не сме подготвени да нашите лични акаунти ги отстапиме за клиентите. Како вие го решавате тоа? Баш, истите проблеми ги имавме и ние на времето, кога почнувавме, пробувавме со наши профили, па после имаш некоја транзиција како да го препорлиш на клиент и се губеа многу лидови. Сега веќе одиме строго со клиентските профили, како white label сме ние, што значи нема никој представа дека ние сме биле вклучени во профилот, и можеби и затоа се фокусиравме на high ticket сервис провайдери, зашто CEO-то или собственикот на софтверска компанија или на консалтинг, за почеток дневницата му е неколку илјади евра, и кога ние му идеме и му викаме, ти ни го даваш твојот LinkedIn профил и имаш done for you solution комплетно, он вика take all my money, значи јас само си добивам состаноци. И накратко баш да ти го кажам процесот како фанел, како ни е поставено, првено имаме неколку дискусии со клиентот да фаниме кој е идеалниот таргет. И сега најчесто со маркетинг агенциите имаме проблем, зашто таргет се било која компанија, и од друга страна па која е таа продукт маркет фит услуга, зашто како маркетинг агенција се нуди и ова или па софтвер девелопмент компаниите, а ние ни треба ласер фокус. Значи еден таргет со една услуга за да ни биде влез на предна врата, а кога веќе ќе влеземе можеме да понудиме и се друго во upsell, downsell и во сите останати опции. Прва опција што правиме секогаш е го оптимизираме профилот на клиентот, зашто веќе знаеме за која услуга и на кој пазар, викаме за да ја зголемиме acceptance rate на LinkedIn, те додава некој за пријател, даваш 30 секунди, отвараш профил, ми се свиѓа, не ми се свиѓа, и влијаме и на тоа. Значи го оптимизираме профилот да биде не само бизнис, туку да има и лична нота, како предприемач што ме инспирирало да го почнам бизнисот, што работам, кој ми е таргет, за луѓето малце да почнат human to human да биде, да не биде, како што кажете, од компаниски профил, каде што има ладност, нема топлина на комуникацијата. И сега, откако го средуваме профилот, почнуваме со invitationот. Сега,
Тука користиме дел во почетокот на фанелот, баш како фанел, во почетокот инвитейшенот и првите 4 пораки ни се автоматизирани, а кога веќе некој ќе почне да ни враќа на таа секвенца, преминуваме во рачна конверзација, односно човек застанува од кај нас пред компјутер и од име на клиентот си пише. Ги разгледувавме овие роботи што се знаеш, чат-бот, каде што почнува, рано е. Уште не сме стигнати технолошки да има да чат-ботови што се врзуваат со LinkedIn, постојат веќе. Има веќе и чат-ботови, само што се осеќа кога разговараш со чат-бот и плюс чат-ботот не знае емпатија, не знае да споделе приказка. Значи ние кога пристапуваме викаме здраво Дарко, како си, како со короната, сочувствувам со тебе и кај нас е слично или кај нас е подобро, и тоа робот не го знае. Ботот си знае во ако каже да, вака ако каже не. Јасно. Ќе стигнеме таму, само што треба уште малку време. И сега тука кај нас почнуваат маџиите, зашто тие 4 пораки ни се conversation стартери. Баш ни се да почнеме разговор. Можам да ви кажам пример на моите пораки, зашто и ние си ги користиме нашите услуги. Так. Значи, првата порака кога пристапуваме на маркетинг агенција или на менеджмент консалтинг компанија, викаме здраво, како е ситуацијата кај вас у државата. Сега, корона е главна тема, али пробуваме првата порака да биде дуалити. Дуалити значи дека поставуваме сценарио пораката каде што од една страна и од друга страна и со тоа добива желба да одговори на пораката. Например сега за консултантите што правиме и викаме види од една страна нас како консултанти ни е должност да му помогнеме на компаниите за сега во оваа криза, ама по од друга страна компаниите имаат сега помал буџет за консалтинг и за маркетинг. И викаш баш ме интересира твоето мислење. Значи, не пробувам да му понудам LinkedIn, не консалтинг, значи чисто пробувам да бидам invited to the party, наместо party crashing во стилот здраво, сакаш ли да купиш? Не, чао, пријатно. Следеќи, здраво, сакаш ли да купиш? Туку повише да почнеме дискусија. Ако не ни вратат на таа порака, втората више одиме на емпатија. Викаме, знаеме како стварно да му помогнеме на компаниите, значи што правиш ти за да пристапиш до компании, за да спасиш што е можно повише, и луѓето мислам дека се навикнати дека некој му продава и гардот на сите му е многу високо дигнат на првите пораки и е многу рефрешинг кога некој ќе почне и ти вика здраво Дарко, јас сакам да си правиме муабет, ти си маркетинг експерт, јас сум маркетинг експерт, ајде да си споделиме идеи. Перцепцијата е сосема различна во тој случај и потоа веќе со третата порака одиме на кредибилитет, значи ако првата и втората не ти вратил, значи или смета дека не си достоен да ти одговори, или едноставно не смета дека треба да влезе во дискусија. Со третата порака одиме обично на кредибилитет, каде што викаме види јас сум и сертифициран менеджмент консултант, магистар по предприемништво, MBA на шефа, значи кажувам малце и дека не сум некој нов човек, дека имаме над 400 клиенти, имаме над стотици консалтинг компании и со тоа се ставам веќе на негово ниво како peer-to-peer, наместо јас сум ти саплаер, дали сакаш да купиш нешто од мене. И последната порака, четвртата, ни е најчесто free value. Значи пробуваме, викаме, види, вајда си зафатен, немаш сега време, еве ти еден e-book for free или еве ти еден digital asset или било што, со цел да не го затвориме конверзацијата тука на сакаш да купиш или не, туку е има време. Сложен е B2B процесот, можеби за 6 месеци ќе му претреба нешто од нашите услуги и сакам ние да се позиционираме како go to guy. Ако речат B2B lead generation prospecting за high ticket service provider, вика има еден данчо на LinkedIn, кај него треба да одиме и функционира. После година време со некој што сме си пишеле, ни се враќаат, ви ми пишате. И викам супер, долг nurturing процес, ама знам дека веќе го имам авторитетот. Ма што ќе те прашав, колку најчесто да речеме, иако нормално не може така да се генерализира, трае еден процес од прво, нели, од вие фазиве што ги наброја да помине. Мислам, некој пат се случува, претпоставам, и во еден здив, во еден ритам, меѓутоа некој пат и до месец дена. Мене пред многу години еден драг пријател од регионов кој што исто работи, што го работиме ние, значи интернет маркетинг и консалтинг, рече дека некој консултант, оној старошколски консултант од времето му имал речено, сега пред некој 10 години муабет, тогаш му рекол дека во консултантскиот бизнис треба да поминат во тоа време 5 до 7 години од првиот контакт додека некој те ангажира. Маша. Сега малце се убрзани работи, меѓутоа јас го гледам тоа кај мене дека некој пат и до 2 години може да помине, додека не стигне ситуација за да некој нели не побера назад, не искомуницира и не како е искуството твое во овој фанал? Ние обично правиме чудо првите 3 месеци. Значи, интензивираме на квантитет и на квалитет и правиме многу A/B тестинг. Значи, викаме, ајде да мериме се.
acceptance rate, ако е 10%, значи профилът трябва да се смене или поръката за покана. Доколко ни е висок acceptance rate, ама конверзията, engagement rate ни е слаб, викаме или таргетът не резонира со пораките, што значи или таргетът трябва да се смене, или пораките трябва да се смене, ама баш тоа го правиме на академски бекграунд. Правиме 1000 invitation, статистичка обработка правиме од тие. На ваа порака волку ни одговорија, на ваа порака волку ни одговорија и врз база на тоа знаеме дека ова поише функционира. Па после тоа го разглобуваме и имаме клиенти кои што у првиот месец му закажуваме поише од 10 состаноци. И сега јас пробувам да застанам тука, значи договорени состаноци на клиентот, зашто ако треба веќе и да продавам, никогаш нема да имам експертизата, поготово со овие технички консултанти што работиме, значи deep learning, artificial intelligence, Internet of Things консултанти што ги работиме, не се осеќам ни јас, ни па мојот тим компетентен да можам да продавам такви услуги. Како ви оценуваат клиентите на база на успешност? Значи донесени лидови и врз основа на тоа колку од оние ќе успеат да продадат или тука завршува приказката лидови и вие сте као фри. Мислам, претпоставам дека не е баш така едноставно да вие сте ослободите во моментот кој ќе ги доставите лидовите, ама 10 лидови во месеци не е нешто вау многу. Тоа значи дека се внимателно, нели, донесени до таа фаза. Колку после тоа може да се каже не беа добри лидовите? Дали може да се случи на таква мала бројка условно речено да не е добар лидот? Јасно. Ни повеќе го гледаме како партнерски пристап, зашто ако клиентот продава 5 до 10 000 евра производ, него му треба еден клиент и покрил доста добар return of investment. И сега, од друга страна, ние овие десетина што ги кажувам месечно, не се лидови, туку компании кои што сме ги квалификувале, сме ги прашале дали има интерес, потврдиле дека има интерес и сме успеале да закажеме веќе состанок со клиентот. Значи тука стапката на конверзија драстично зголемена, значи не е cold здраво, еве ти линкче закажи состанок па да рече ама јас да знаев дека ова нема, а од друга страна па и со овие што работиме компании немат ни капацитети да можат да хендлат 100-200 лида како во корпорација па да има SDR тим од 5-10 луѓе. Може би повише групата тука ни е индивидуални консултанти, маркетинг агенции кои што имаат тим од 3 до 5 луѓе и низ призма на капацитет, нив му е квалитетот многу побитен отколку квантитетот. И сега од друга страна на LinkedIn ти остануваат сите луѓе во мрежата. Значи ако ние додадеме 1000 луѓе месечно, тебе мрежата секој месец ти се зголемува за плюс 1000, што тебе ти помага после преку објави на LinkedIn, преку authority building, преку relationship, да можеш да се поставиш како авторитет за да добиеш дополнителни лидови. Ви се случило некогаш да препознае дека не е истиот човек во позадина што се комуницира? Не. Значи многу напор користиме тука, Дарко, каде што првен и копирајтерот што ни работи има Master in Psychology, што значи многу енергија трошиме на почетокот со клиентот да го мимикираме, да видиме што знае, како зборува. На Conversation Starter имаме и nurture специјалисти, боже, е македонски, nurture специјалисти кои што пробуваат да го слушат клиентот за да можат после да го представуваат. И сега конверзацијата тука не е интересно што не пробуваме ние да продаваме, зашто имаме клиенти кои што викат зборот продажба не смее да биде спомнат ни пич во комуникацијата. Дај да се запознаеме, дај да се направиме другарчиња, а после ако има потреба ќе влеземе во фанал на квалификација или на митинзи или нешто. И така да имаме некои консултанти кои што викаат не ми ни треба да продавате. Мене процесен циклус ми 18 месеци, што значи мене ми треба само да ми ја зголемите мрежата, да ме запознаете со нив, а после јас ни изразични содржини ќе си ја растам. Дали тоа значи дека вашиот ангажман во една ваква ситуација за некој консултант трае 18 месеци или имате некаков процес, да речеме 3 месеци, 4 месеци, после тоа го оставате и му викате од тука натака нели тере. Значи како се договарате во смисол до каде е вашата работа? Каде е нашето? Искрено моментално ни се 8-9 месеци просечен лайф сайкл на клиент и нас ни требаат минимум 3 месеци за да можеме да ги направиме A/B тестинг, да видиме што функционира, што не функционира. И сега имаме клиенти кои што после третиот месец вика, вау, затворив 3-4 клиенти по 5000 евра, 20.000 евра, еве ти го LinkedIn профилот и на жена ми, еве ти LinkedIn профил и од децата, и уствари продолжите да ми носите канал на лидови. И сега нас ни треба секој месец нови лидови, значи горе во фаналот, ама од друга страна после размислуваме како да почнеме да го сквизнуваме фанал за да извадиме нови апоинтменти. После четвртиот месец пробуваме да се напише некој блог клиентот што после ни пак би го споделиле. Доколку
ако има некој ебук, пробуваме да ги мотивираме клиентите вебинар да напишат, Так. со цел да се биде ласер фокус каде да се насочи сета таа публика, за пак да има уште повише заинтересирани луѓе. Во таа подготвителна фаза, се убаво ја отвори оваа тема. Во таа подготвителна фаза, значи за да прво изгледа добро, нели, вашиот клиент пред новите негови потенцијални клиенти. Колку се спремни и колку вие може да влијаете у тој e-book, у тој вебинар, у тој, нели, некаков аутрич. Колку време најчесто ви треба да го профилирате тој ваш клиент пред да почнете вие да комуницирате. Значи едно е да го дотераш профилот на LinkedIn, кој што верувам дека и ти сега можеш со тој лазер фокус да го препознаеш одма колку е налицкан, колку врска нема, како се нели као achievement ваков, achievement тако, до ствари секретарка негде или секретар сега да не зборам работи администрација. Ама колку треба време и колку какво искуство имате да се соочиле во ситуација, дали ви се случува да дојде некој, на пример, доаѓам, ја викам сакам да продавате за мене и ти гледаш и кажеш профилот врска ти нема, ти врска немаш. Ке треба време да го изградиме, не знам, 6 месеци, 12 месеци да пишуваш, да се појавуваш, да зборуваш, да споделуваш, па тек после ние да дојдеме да работиме. Види, имаме фази ки што не прифаќаме клиенти. Значи, не да викаме ние леле било кој што ќе дојде, зашто можеби па нас и праизингот е малце повисоко поставен, зашто ние викаме види ако клиент не може да си дозволи за цел тим да работи за него, зашто ова не е веќе јас ќе работам на твојот проект. Значи имаме проекти менаџер, имаме копирајтер, имаме nurture спешалист, користиме автоматизација на LinkedIn, што значи веќе станува проектен тим што работи за тој клиент. И нас подготовката ни е меѓу 2 и 3 недели само за да се изорганизираме со какви пораки, како профилот, па нас имаме многу пати клиент ќе дојде, ама не, јас не сакам relationship building, сакам му првата порака да му кажете здраво, јас сум даун, ќе продавам ова и ова. И ние викаме good luck, не си за кајна, значи ти не си поставен за nurturing и long term развивање на партнерства, туку ти си спамирај на големо и што проđe. Каква е конкуренцијата во овој сегмент? Значи, има многу LinkedIn специјалисти, има многу луѓе што прават ова што само што го кажем, или спамот. Колку има со ваков пристап? Има, да не грешам душа, на светско ниво има маркетинг агенции кои што работат. Најјаката маркетинг агенција е Predictable Revenue на Арон Росе, има и книга издадена на таа тема, само што убаво е, он си ги држи корпорациите. Значи, него му е повише како коучинг, како консалтинг, обука на туѓи SDR тимови, додека како Done for You има 10 на 20 агенции кои што работат во цел свет. И сега, да не грешам душа, Индија, Бангладеш, Филипини, како фриленсери можеш многу лесно да најдеш аутсорсинг и можеби тука ние пробуваме да се диференцираме, зашто интересно, во дигиталниот свет сите се спам фокусирани, никој не е фокусиран на account-based маркетинг за почеток, каде што не е, дури и со имейл кога работиме, не е скрапни база од милион и спамирај, туку ние имавме проекти каде што у цел месец тројца луѓе фултайм прават лист од 100 проспекти. И тоа значи комплетен account-based маркетинг, со анализи, со грейдување, со оценување, со профилирање на компаниите дали се релевантни, за да почне било каква кампања пред тоа. Во твоите видеокастови или подкасти, како да ги наречам, не е ни толку важно сега, знам дека ми каже, изгледав неколку од нив дека се као нов контент маркетинг стратегија и нов предизвик. Интервјуираш и разговараш со луѓе што нудат различни алатки од овој тип. Колку ова може да се работи без и ако не може без алатки, кои се тие да речеме основни алатки кои што без вие не би можеле да функционирате, почувајќи од премиум акаунт на LinkedIn да речеме? Да. Ние бидејќи таргетни се high ticket сервис провайдерите, сваќаме дека консултант сам сигурно нема да седне додај за другарче, пиши му, почекај да ти врати или нешто и сваќаме дека автоматизацијата, иако е во сива зона на LinkedIn, дали смееш да користиш или не, сепак премногу ги има алатки надвор и главната цел, ако ти е за да спамираш, тогаш било која алатка нема да ти заврши работа. Ако ти нешто го правиш физички и после ти треба алатка само бар да те реплицира тебе, тука више има многу алатки кои што може да ти помогнат. Дали LinkedIn Sales Navigator, што е некој $80 мислам месечно, го има Meet Alfred, е исто добра автоматизацијска алатка за LinkedIn. Find That Lead ете баш од видеокаста што го правевме за пронаоѓање на имејловите, али тука Дарко имав една доста интересна поента што сакав да кажам дека сите што сакаат аутрич почнуваат со спамирање и не знам зошто така се доживува, али го кажувавме сега скоро примерот со кога одиш во кафич и кога ќе видиш женска и ти не одиш на женската и одма клекнуваш на колено и дали ќе се омажиш за мене и добро, можеби ќе ти упале, дисклеймер.
Ама relationship building, одиш, шо пиеш пиячка, че прашаш за времето, че прашаш нещо conversation starter и ако видиш дека има relationship и дека односот се граде, преминуваш на подлабоко ниво. Исто е во B2B светот. Кога одиш ти на B2B конференција или B2B евент, ти не одиш со визитките и здраво, јас сум Дарко, еве ти ако сакаш да купиш, здраво, јас сум Дарко, еве ти ако сакаш да купиш, туку пробуваш да направиш културен муабет со неколку луѓе и ако видиш дека има интерес, преминуваш на подлабоко ниво. И сега, тоа го правиме во вистинскиот свет, а кога доаѓа во онлайн светот, како да го забораваме, тоа и се префрламе спам. Спам. Значи, ако пратам на 10.000 луѓе со 0,3% конверзија, ќе добиам волкав респонс, а додека во физичкиот свет, баш сме поставени на relationship building. И сега ние во BizB пробуваме само физичкиот начин на пристапување и градење односи да го префрлиме во дигиталниот, а да не се префрлиме на штом си во дигитален почни на масовно. Неколку пати повторуваш спам. Дали можеби спамот не е чекор за да стигнеш до relationship builder? Дали можеби спамот не е онака како ајде сите деца што тргаат нели на ура, мислам деца под знак наводници, прво да се пробаме спам, па со тек на време ќе видиме нели како да го направиме во друго, додека научиме да го работиме другото. Дали тоа не е легитимна стратегија? Го имавме Никола во некој од претходните недели на Комкаст, што викаше пробувај. Значи како нормално дека треба време и дека треба нели градење на однос, ама што те кошта да пробуваш со сите можни различни техники? Јасно. Значи, пробувањето, ние сме ептем. A/B тестинг треба. Спамот кај мене е разликата што не сите клиенти имат таргет од 20.000 компании. Значи, ние работиме компании кои што има вкупно 500 компании му се во таргет. И тука, ако направи спам, прати по еден мейл или по една LinkedIn порака, толку бърн да причи, затворил врата и после може да затвори бизнис. Имаме моментално платформа од Англија која што има цела платформа за 5G услуги. И сега он вика, мене ми се таргет мобилните оператори во Европа. И се тие се неколку стотини, не се десетици, илјади па за да може да направи спам. И другата работа мене ми е во спамот е праќање на unsolicited пораки. И сега тоа е малце сива зона, нели, широко за интерпретација. Ние во ниедна порака не праќаме атачменти, не праќаме кейс стадиња, не праќаме ништо, зашто јас уште верувам во permission based approach. Значи дури на пораката му викаш, види, вие сте маркетинг агенција, можам да ти покажам 3 маркетинг агенции како што се слични на тебе и му направивме фантастични резултати, дали сакаш да ти ги пратам. Значи, наједноставно е дали сакаш и ако он рече да, ти веќе знаеш дека има интерес, можеш да му ги пратиш, можеш и follow-up по тоа, дали имаше време да ги видиш, ама лудило е некој да не ти врати на прва порака, да не ти врати на втора порака и во трета, еве ти линкче, закажи со станок, еве ти 3 кейс стадини, еве ти го сервис овервјуто, случајно ако ти претреба. Тоа више не само што е спам, туку тоа више би те блокирало и би рекло, тоа е unsolicited според мене веќе. Колку често излегува комуникацијава надвор од LinkedIn? Значи, можеби ја стартувате на LinkedIn, меѓутоа постоја носите на некој друг канал, не знам, мейл, видео, чет, друг, било што. Значи, колку е останува внатре, а колку често излегува надвор? Често. Значи, некога правиме growth услугата, одиме паралелно и LinkedIn и имейл, и значи правиме, му пуштаме на LinkedIn на сите, откако ќе направиме базата, му пуштаме на LinkedIn, тие што не прифаќаат и продолжуваат со тој канал, ги држиме на тој канал, ама тие што не, ги префрлуваме на имейл, бидејќи се трудиме да ја зголемиме вредноста, бидејќи не сите се активни на LinkedIn, а не па сите сакаат на имейл. И со ова ние му даваме шансата на двата канали. И сега, многу пати на LinkedIn вика, супер, еве ти имейл, прати ми да видам што имаш. И ние викаме, фала Богу, се префрлуваме на имейл, му вика, ама пак е permission based, што ми не е, ако ме додадеш на LinkedIn да те го украдам мейлот и да почнам да ти пишам, туку штом веќе ми даваш имейл за да ти пратам што имам, веќе можам да ја префрлам па на друга секвенца. А колку во B2B комуникација може на имейл да го реплицирате тој еден на еден однос со value, со вредност некој споделување на имейл? Значи, многу тешко. Многу тешко. Искрено, имаме сценарија кај што имам видено, кај што копирајтер прави порака за имейл и истата после само се праќа на LinkedIn. И колку, мислам, мене ме додават многу луѓе на LinkedIn, гледам дека више имам 15.000 луѓе у мрежа, и ми е многу интересно да ги читам како ми пристапуваат. Мислам, ме влече, ме интересира. Јасно. И сега, почитуван господине Димков запирка МСЦ, значи комплетно first name со се сигничерот отишло. Става воведна преамбула, става главно, best regards со поздрав, со сигничер и викам, еве пример како не треба. Значи на LinkedIn се очекува дека здраво Дарко, ти го видов профилот, хеј, сакам многу по-неформално, многу по-чит-чати, отколку distinguished and honorable delegate, I would be delighted to... И одма викаш,
ова е нешто ту фиши и мене ми е многу интересно зашто тука ние сме разликата каде што ние пробуваме дека првен рачно како би ти пишал и после да пробуваме да го автоматизираме тој процес наместо па што ме автоматизација кажи му и за кейс стадиња, пиши му и за се што не би го пратил во реалност. Ја добрав оваа тема и со Никола и тоа што и нивниот сервис беше бизнес ту бизнес во еден друг сегмент, ќе направам таа паралела. Неговиот мовет беше нели дека него направам сам рачно, него автоматизирам никогаш. Колку во оваа работа што вие работите сега е потребно да имате технички познавања од програмери, чуда врагови, нели скрипти, куцања, пустење или све завршува со алатки и само со да речеме напредно користење нивно. Да, нема софтверско знање тука, значи економисти сме, а повише треба знање у маркетинг, продажби и психологија отколку софтвер. Мислам со овие алатките што се моментално достапни е drag and drop за да можеш да завршиш работа, ама од друга страна алатката ќе екзекуира тоа што ќе го кажеш. И сега ако ти не знаеш како да дигнеш curiosity, значи и читатот што го правиме не е едукативен, информативен. Повише е малце да ги заинтригираш, повише да ги прашаш нешто, они да ти одговорат, па да споделиш и ти нешто од тебе, да не биде здраво Дарко, кажи ми дали имаш проблеми од твојата компанија или кои ти се таргетите за 2021. И сега ни ме знаеш ни ништо, сигурно нема да ми одговориш на такви прашања или какви проблеми имате моментално во компанијата. И викам на тотален странец, јас со живот не би му кажал таков, не би му одговорил, а не па во чат на LinkedIn за некој што прв пат го слушам. И тука мислам дека уствари се тие полајт прашања каде што викаш абе како короната, сега не викаме нови луѓе што не се знаеме за фудбал, ќе зборуваме, па ќе зборуваме за политика, па ќе зборуваме за нешто друго. Се ги опипуваме, да. Баш. И сега и ние кога пробуваме со conversation стартерите, абе како корона, од дома ли работите, и не е само да ти испрашувам како на интервју, кажи ми работиш тоа, а кажи ми што маркетинг користиш тоа, а кажи ми LinkedIn, туку повише баш супер за тоа, па да ти кажам и ни се мислемаме, еви ние сме од дома, туку сега па од дома малце проблем е со организирање на менеджментот и како се снаоѓаш. И он уствари баш тоа е емпатито што го дознава дека со човек разговара и се посклони да се отворат и да ти кажат и што стварно проблеми има, а со тоа нас ни помага и стварно да видиме дали има потреба. Имаме моменти каде што разговорот не завршува ни со покана на интервју. Во стилот ако јас те прашам здраво Дарко, како короната, ти викаш супер ни оде и викаш на маркетинг се снаоѓиш или викаш чудо правиме имаме во и во, LinkedIn да не правите нешто, викаш не и му викаш а сакаш ли, он вика не фала, или па да ти рече прави ми LinkedIn, имам пак фолап, хепи ли си со резултатите, ама ако ти рече јас сум хепи, имам аутсорсиран ми е тоа на агенција и хепи сум, лудило јас да речам, па знаеш што дојде на кола, еве ти 3 атачменти и тука е тоа квалификацијата ки што лудило е да пробаш такво нешто. Така. Малце да го вратиме на некој да речеме за се обидеме да го сведеме целиот свој мовет на можеби потенцијален локален контекст. Работите глобал, различно се однесуваат. Ајде, прво прашање, дали имате искуство или имаш искуство за LinkedIn Македонија? Колку е профи, колку не е профи од овој аспект? Колку знаеме што сакаме или што не сакаме од LinkedIn? Да добиеме. И второ, дали можеби сте пробале да го сработите овој за некој локален клиент, односно дали функционира на локален пазар? Да. Во Македонија имаме, ама на прсти се бројат клиентите. За на македонски пазар никогаш го немаме пробано. Искрено 5 години работиме од Македонија на македонски пазар никогаш, бидејќи сите македонски клиенти што ни доаѓаат се сакаат да освојат некаков пазар. Значи имаме сега SaaS за крипто, дигитален сев, кој што ги таргетираме Gulf countries од Емиратите, Катар, Кувајт, мислам пртал прават. Од партнерства, главата не знаат кај му е. Имаме македонски компании, маркетинг агенции, кои што викат, види, нас не интересира Сан Франциско пазар, амерички свет, со нив работиме. Имавме софтверска компанија која што работевме за време на короната баш и паузира, зашто рекоа, тоа е, ни донесивте 3 клиенти, ни ги оптеретивте капацитетите и баш беше квотот смешен и вика, па што да ви правам кога сте си многу добри, вика, ми го напаните капацитетите, јас нема да ми требате скоро време, фала многу. И сега, ама фала многу ме препорача на уште 3 други програмерски компании, па сега имаме една Artificial Intelligence платформа од Македонија,
таргетираме автомобилска индустрија у свет. Имавме лани предлани уште една artificial компанија, добре, јас малце стварно сме повише на хай-тек, ама уштип имаше компанија што работеа со artificial intelligence во ритейл индустријата и ги таргетиравме европскиот пазар на ритейлери. И како фирми, значи имаме нешто македонски компании, сега сме во преговори со неколку исто, али претежно странските компании мислам дека многу повише ја вреднуваат услугата, поготово ако се very high ticket провайдери. Значи имавме коучеви кои што вика јас дневно напочам 5000 евра ми е мене дневница. Или има онлайн програма, курс со се мастер класови и коучинг дел, му е 10.000 евра од курс. И сега на тој клиент да му донесиме у 3 месеци он доби 4 или 5 клиенти и те како е хепи. И сега ние му носиме можеби 20 на апоинтменти, он си затвара со 25% conversion rate, ама има директен return of investment value и плюс сакат цел комплетно да го делегира, да го аутсорсира од него, зашто ипак кога работиме со тие клиенти, малце треба да бидеме внимателни, оти сите се доктори на науки, сите се и на его малце подигнати, да не речам така, или пак кога имаат некои што прават компании што имат стотици милиони у турновер, значи малци и ние мораме да се пазиме кога зборуваме со нив. И тука сега јас го гледам дека во Македонија има огромен потенцијал, ама има многу мал пазар. И сега во Македонија македонските компании можат многу добро да го искористат LinkedIn и да си најдат потенцијални клиенти, поготово сега ако е сервис. Физички производи е малце потешко, има увоз, извоз, царини и се по список, ама од друга страна се што е дигитална услуга многу лесно може да се продава на инострански пазар. Да се продава на македонски пазар, јас првен сега имавме некоја кампања каде што требавме да видиме во Македонија каква е ситуацијата. Стартап Македонија пробувавме да правиме нешто. Абе, Македонија уште луѓе што немаат LinkedIn профили, значи јас се запрепастив, викаме ајде да видиме кои се корпорации у Македонија, местиш од 200 плюс вработени, CEO-то нема LinkedIn. Стванав дека овие големите корпорации у Македонија не само што немаат вебсайт, немаат LinkedIn профил или па имаат вебсайт што е од турско да речам и сванав дека у Македонија не би се нафатил да правам кампања. Можеме од Македонија кон светски пазар, ама LinkedIn-ото уште назад во Македонија. Ќе те вратам уште еднаш назад, пошто кога зборуваше ми текна едно прашање што можеби ќе биде интересно вака за споделување на искуство. Работите со индивидуалци, нели коучови и слично, консултанти и со фирми. Меѓутоа комуницирате во име на некого. Да. Дали ви бараат она безрезервно секогаш да им ја испратите пишана целата комуникација што вие ќе ја правите во нивно име, пошто сепак нели ти Данчо ќе треба да комуницира во име на Дарко. Јас сакам да додека ти стекнам доверба во тебе, не сум туку така да ти кажам еве пишувај ти па утре да ми испадне некој да ми каже види овој мањаков на LinkedIn што пишува. Види, на почетокот имав проблеми. Луѓето викаат кај да знам дека добро ќе биде. Сега се поставивме како технички експерти и му викаш ти мене ме плаќаш за да го направиме најдобро што може и не може да биде подобро од тоа. И сега ако се вратам на фанелот, овие 4 conversation стартери ги пишиме in advance и му ги праќиме на клиентот да види дали се не добро напишани, туку се во согласно со негов стил. Значи при пишувањето ние пазиме англискија UK English наспроти амерички English, пробуваме австралиски English и други зборови, други фрази. Од Англија, ако таргетираме на Англија, користиме многу по-софистицирани зборови. Од Англија, кога таргетираме кон Шпанија, мора малци англиски да го упростам оти non-native English се. Али нивниот стил да го доловиме, секогаш му ги праќиме тие пораки, али веќе откако ќе влеземе во конверзација со некој, нема како клиентот да ни се меша. Мислам сега ние може да бидеме со 100 потенцијални лидови во конверзација од неговиот профил и е лудило јас на секој да речем овој ми го пише ова, јас сакам ова да му го вратам, туку веќе нърчер специјалистите си ја превземаат конверзацијата и пробуваат најдобро да го представат. Имам уште 2 прашања за до крај, така си ги смислив, да почнеме да го заокружуваме овото. Значи, едното прашање не е заокружување. На кој начин правите договори со вашите клиенти? Значи, по донесен лид или по сработена работа, да речеме, не знам, месец, 2, 3, 5, 10, значи, или двата различни модели во различна ситуација? Перформанс или сервис бест? Види, ја идам од фриленсинг светот и у фриленсинг светот е сите модели.
Значи под сите модели ние со 95% од клиентите работиме на ретейнер база. Ретейнер е месечно фи си плаќаш и со тоа добиваш done for you. Требало дополнителни пораки, требало A/B тестинг, месечно правиме статистичка обработка на податоците, па додаваме нови работи, измислуваме пета порака како треба Со тоа, со ретейнерот, он си знае дека има една месечна сума и со тоа не добива скрос. Сега, имаме клиенти кои што викат, да, ама нас ни треба само базата. И тука се префрламе per hour. Имаме per само execution, ми треба имам моја база на клиенти. Сега, кај нас гледаме да биде комплетна контрола да имаме на проектот, зашто секогаш кога чепкаме нешто, може базата не била добра и не можем како да ги гарантирам резултатите. Секогаш подпишуваме 3-месечни договори, значи ни треба тие 3 месеци да можеме да грешиме, да експериментираме. Колку сме во иста фаза. И знаеш како, ни се погодува прв месец клиентот да затвори клиент. И викаме, фантастично, не чепкај ништо. Ама ни се десило 2 месеци интензивно да смениме 40 работи за да го хакниме таа индустрија. На тој пазар функционира вака, на друг пазар не функционира истата услуга. И тука мораме да тестираме дали во пораки, па што ни враќаат, па дали се заинтересирани, па не се, и затоа ни е тој 3 месеци learning период, зашто после 3 месеци можеме да правиме било каков бизнес модел, знаеме точно колку лидови добиваш на месечно ниво, колку пример, група математика, ако сакаш ти направам, 2000 invitation ако пратиш со 30% acceptance rate, ти веќе имаш 600 луѓе што ти стенуваат другарчиња секој месец. Од 600 луѓе 30% влеват во конверзација, што значи ние разговараме со над 200 луѓе од твојот профил на месечно ниво. И сега од тие 200, да не речам по статистичка грешка, ама пробуваме, некои се нерелевантни, некои се релевантни, значи 10-20 апоинтменти лесно можеме да ги донесеме, ама па тоа значи другиот месец идат нови 2000 со нови 600 со нови 200, а па некој што му требало од оној месец, му требало месец ципол чит-чатинг да дојде, и тука има компаундинг ефект, не знам како е тоа на македонски, кумулативен ефект, Добро. каде што во првиот месец имаме 600 нови другарчиња, во вториот месец имаме нови 600, ама и од претходна се веќе 1200, у третиот више се 1800, и заради тоа после третиот месец викаме не е лошо еден вебинар да организира клиентот, зашто можеме да се вратиме на сите 1800, тие што рекле не да ги скокнеме, тие што рекле да ги скокнеме, сите што биле во maybe фаза да смислиме обука баш знаеме што позиција се и да биде ласер фокуст вебинар. Например, сега за менеджмент консултанти зборувам, баш треба да направиме вебинар каде што викаме како менеджмент консултант може да го искористи LinkedIn за градење на авторитет, кредибилитет и добивање на нови клиенти. И ако ставам таков наслов, кога ќе му се вратам на менеджмент консултантите, веројатно се дека многу ќе се појават драстично расте, зашто баш нив по позиција ги таргетирам. Користите некоја посебна CRM алатка за ваши потреби, за клиентски потреби, или се адаптирате од случај на случај? Ова ми е меѓу прашање, не е тие, не е тоа. Види, кога работиме со клиенти, си работиме со спредшит. Google Sheet, мислам, за наши потреби си го користиме HubSpot како CRM, си го плаќам таму колку е месечно, ми врше многу работа. Кога работиме со клиентите, сега, ние си имаме наши шитови кои што изврзано со формули за репорти и за се, ама па многу клиенти викат, добро, тоа со 2000, правите си што сакате, ама тие што се релевантни сакам да ги ставите кај мене у CRM. Работиме Microsoft Dynamics, Salesforce го користиме, HubSpot го користиме, теоретски сите CRM-ови имат иста логика, само различен интерфейс. И последно прашање, ветува. Малце јас и ти во подготовката го спомнавме. Помина 2020, така како што беше, во својата најава кажа дека сте направиле реструктурирање некакво, нели, за да се фокусирате во ова што денеска го зборуваме во оваа епизода. Што се случува со 2021 и како понатаму? Чуда. Значи, ако ние 2020, мислам со корона и сите работи, ние добивме експанзија. Значи сите компании кои што претходно си работеле физички евенти, конференции, евенти, па дури и физичка продажба, сега со короната мора да барат дигитални начини за аутрич. И затоа реков, танка е границата дали сме у маркетинг или сме у продажба, зашто веќе одиме како и BDR, каде што веќе ги носиме и потенцијалните лидови на состанок. И сега за време на короната добивме доста експанзија за LinkedIn, за имейл со се appointment setting услугата. И сега 2021 ја гледаме година на content creation искрено. Значи, од една страна работиме многу на аудиовизуелни, дали
подкаст сум нагости често од една страна, од друга страна објавивме и кај нас видео интервјуа за маркетинг и sales automationот. У изработка имаме книга што треба да излезе со малку среќа у јуни, значи веќе сме у преговори со издавачка куќа од Англија, значи сакам да биде на англиски книгата и на светски пазари да одиме директно. Пак ќе биде за B2B outreach, мислам, тоа што си го знаеме, за тоа ќе биде книгата. Веќе менускриптот ми е готов, стигнав до 51 збора, сега треба више да почнат едитори, да почнат да сечат, да едитираат, што значи ми рекоа дека некои 4 месеци може да испаднеме со книга веќе. И со тоа да можеме да почнеме да одиме на што е можно повише контент, зашто и јас проповедам дека у B2B светот мораш да имаш авторитет и мора да имаш добро поставени канали, а и од друга страна верувам дека баш добро што праша Преđеска, види како тебе клиент ти го даде сопствениот профил и да можеш да едитираш у моје име, и тука е више тие кредибилитет. Кога имаме кейс стадиња, кога имаме social proof, кога здравиче имаме книга, кога имаме веќе авторитет, значи они викат да, тоа веќе не е Данчо во гаража работи нешто, туку тимот 20 на луѓе кои што баш на киков, кога ќе дојде и копирајтерот и проектниот менаџер и јас и тој од продажба, па и нрчар, 5 луѓе се собираме, и кога ќе види вака 5 души вика вау, значи воа не е онака ќе пуштиме Facebook, туку баш е систематски и систематски. Добро, ова веројатно сите овие инвестиции во содржина и во профилирање на вашата услуга носат до ситуација која што ќе ве стави во позиција да може да се дигнете цената, да може да барате по условно речено уште по high-end или по високо рангирани компании и слично. Да, јас како го гледаме дека сакам помалце клиенти, поскапо фала Богу, ама подобри резултати. Така. Значи, дури ние разгледуваме и за контент да пробаме да воведиме како услуга, зашто, Дарко, сега, например, ако ти имаш добар LinkedIn профил, ние можеме да имаме добри резултати. Ако имаш лош LinkedIn профил, ние ќе го пролепшаме за пак да добиеме резултати, ама оставаме на тебе дека ти треба да си објавиш по некој пост на LinkedIn, да лайкниш, да шерниш нешто, и сега ни смета тоа зашто не го контролираме како фактор. И сега сакаме во прв квартал на 2021 да речеме дека и social постингот за LinkedIn конкретно зборувам сега, Facebook и Twitter и Instagram стварно не е на срце, да можем да го контролирам зашто кога правиш value постови, кога кажуваш лична приказка, значи одев, видов, ми се случи ова, луѓето почнуваат да се поврзуваат со тебе. И кога се поврзуваат со тебе, се поотворени за да видат како заедно да работите, наместо здраво buy now, како што кажав, даваме iPhone, like и share, и тоа делче ми фали за да можам уште подобри резултати да дадам на клиентите. А стварно ние си сакаме, види, 10-15 клиенти кои што ќе специализираме со нив, ќе успееме да му донесиме еден тон пари, каде што они ќе речат вау, ептем имам добар return of investment, само терајќи си далje, и плюс ние си имаме BizB лабораторија, каде што експериментираме на нашите профили. Значи имаме некои 5 активни LinkedIn кампањи на 5 различни профили, и тука се чудните работи. Дали да ставиме видео да видиме дали ќе зголеме конверзија или не. Чекај. Значи што ми е малата? Ако, драги слушатели, ја пуштивте оваа епизода од Комка за да чуете што треба да објавувате на LinkedIn, за да знаете како да го надмудрите алгоритмот, ќе треба да дојдете во второто издание, кога Данчо повторно ќе дојде за некоја недела, ќе имаат повеќе согледувања, и тогаш ќе правиме момент за како да објавувате на LinkedIn. Пошто ова е друг дел од мојот. И сега ми се отвори цел еден простор онака со прашање, ама нема да го отворам, па ќе го чекам. И мене искрено нема да биде за неколку недели, ќе ми требаат месеци, ама цела психологија на high-ticket сервис контент, значи не е здраво купи, туку баш е value sharing и authority post, ама уште не е у лабораторија, уште го експериментирам. И јас малце се играм со LinkedIn и ги следам луѓе околу мене, пошто имам доста странци на LinkedIn со кои што сме во комуникација заради Allweb и така натаму, и ги гледам и они како се играат со алгоритми и како се играат со работи, дури некои луѓе тука и ги наоѓав и Македонија како тоа го прават. Ми станува интересно, ми станува забавно во секој случај, ама еве од сега имаме договор дека за неколку месеци кога имаш некаков да речеме абсолвирано или сублимирано знаење и податоци, ќе отвориме таа тема и ќе ја дискутираме. Утек, ми требаат само статистичките податоци да ги соберам, да видам каков е енгејџментот на вакви постави на такви, и тоа ние си го викаме BizB лабораторија, каде што експериментираме интензивно. Дури пробувавме и без invitation порака, само така да пратиш invitation, дали ќе смене наспроти многу добро напишан invitation. И со тоа, мислам, на нас тестираме, ако успее, почнуваме да го проповедаме на клиентите. Сакаме баш да го направиме
бараме како value ladder dark, ама тоа е долга тема каде што баш е content creation план за LinkedIn конкретно. Значи Facebook, Twitter, Instagram, пак ќе кажам, не ни лежат на срце и тука више преминуваме наука и уметност. Значи сега науката со сите статистики и се, а уметноста е више како психолошки да го структурираш за стварно да има убав успех. Дончо, ти благодарам многу за гостувањето и за моветот. Јас почнувам да ветувам втори, трети, четврти изданија, веќе не ми е прв пат, ама има стварно што да се дискутира. LinkedIn мене долго време ми беше некако мистерија невидена, во смисол сум слушал, сум гледал, сум читал, не сум го работел толку многу, а од секој пат ми бил интересен. Почнав лично да е овака нешто на small scale да се експериментирам, да се забавам и навистина уживав во моветот. Ми останува мене уште само да ја одделам оваа епизода. Нормално, драги гледачи и уште подраги слушатели, ако ви се допадна ова што го слушавте, заследете го Комкаст на вашата омилена аудио или видео платформа, под видео мислам на YouTube, сабскрајбнете се, а аудио може да не слушате на Spotify, на Deezer, на Google Podcast, на iTunes, значи каде да не слушате, не е никаков проблем. И се разбира, ако имате коментар, искуство, споделете го кај да стигнете, ќе го пофатиме. Некаде, Данчо, ти благодарам уште еднаш, до некое следно видување за неколку месеци. Те држам за збор. Да, Дарко, фала многу што ме покани на подкастов. Мислам, тука сме се додека зборуваме B2B светот. Мислам, можеби следниот пат треба со пиво да има многу подолга дискусија. Или ракија од кавадарци сум јас, тоа е друга приказка. Спремам во фаза, почнав нешто да најавувам уште пред неколку епизоди, во фаза сум на подготовка на уште еден подкаст, односно видео проект на YouTube, кој што вклучува пиво во името на проектот, така да нема да ти откривам повеќе. Тоги редове муштерија ќе си видам, мислам баш би сакал да го видам и тоа видео, али да, мислам дека баш ова е тема која што нема крај, туку има многу луѓе кои што работат во B2B и колку повише сме навлезени, сваќам дека многу помалку е застапена темата на B2B маркетинг и продажба наспроти B2C, каде што конзумеризам, каде што има милион корисници и со неколку хакови можеш да привлечеш многу конзумери. Така да фала многу уште еднаш што ме покани на Комкаст. Ми беше задоволство. Поздрав. Поздрав.